Добар ден на сите. Ова е уште една од емисија од серијалот Дискусии на час, дискусии во кои начнуваме различни теми поврзани со образованието, образовните процеси, нели, и се трудиме преку нашите соговорници и гости да понудиме различни искуства, ставови, но и решенија, нели, за одредени проблематики. Овој пат поради пандемијата повторно, нели, сме во студио и повторно одиме онлайн. Тоа се условите и можностите, нели? Фокусот на оваа емисија е на образованието и на децата и учениците со атипичен развој, со нетипичен развој, како сакате, фокуси на децата со аутизам, кои низ целиот овој процес би рекол, кои низ процесот на така наречена инклузија, нели, треба да имаат еднакви системски можности за едукација и соодветна поддршка во вид на услови за настава, материјали, кадар, технологија и така натаму. Но колку во инклузијата во образованието е реалност и какви се реалните случувања и потреби на атипичните ученици и деца во услови кога и владее една нели пандемија, ќе поразговараме со нашите гости. Денеска се тука е Леонора Наумовска, таа е дефектолог и образовен асистент, потоа Зоран Мјалков, родител на деца со аутизам и претседател на Сдруженијето Сплотени срца. Но ја имаме тука и со нас Јасмина Трошанска, долгогодишен специјален едукатор, дефектолог, рехабилитатор и претседател на Сдруженијето Сината светлка. Морам да кажам да споменам дека барање за учество за дискусијата испративме и до Министерството за образование и наука, но овие 2-3 дена не добивме одговор дека никој нивен представник ќе биде дел од нашата емисија. Но продолжуваме. Не ги интересира образованието. Колку ги интересира ќе видиме во следниот период, нели. Ние контактираме со нив, еве тука сме, нели, за да ги поттикнеме и институциите да ги повеќе заинтересира образованието, нели. Елеонора, со тебе би почнал како најмлада, не затоа што си најмлада, туку повеќе затоа што си образовен асистент од институциите, кога ги спомнавме, нели, уште добиваме информации актуелни дека асистентите се веќе влезени во училиштата и помагаат на учениците со атипичен развој преку програми, нели, на UNDP заедно со општините и така натаму. Елеонора, вие бевте доста гласни и критични за целиот овој процес, бидејќи веројатно го почувствувавте на своја кожа, па зборувавте и во името на останатите образовни асистенти. Како тече целиот овој процес, да ми кажеш? Во однос на ангажманот, еве, извини, само во однос на ангажманот, договорите и на доместоците со образовните асистенти, нели, со оглед дека имате работа, па бара внимание, посветеност и едукација на овие деца. Прво, ја би кажала дека ми е криво што нема членка од МОН тука, а би требало да има членка од МОН тука. Реално, моментално е тешко, ради тоа што немаме пак доволни материјали. Онлайн, цел процес на онлайн настава е тежок реално за секое дете. Па така да наставниците немаат ИОП, немаат материјали да ни понудат. МОН крена раце од нас, иако доста пати ги викнавме да се видиме, чисто да видиме кој е статусот на нас и кој е статусот на децата во школите. Се реално јас сум дома со детето, ама пак е потешкотија и реално е многу голема потешкотијата, затоа што моментално самите како да кажам, тоа како тело даде нов закон дека ние во случај пак да има локдаун и такви чуда, нас нема да ни следува никакво средство. Значи, ние сме пак трнати од тој, да речам, систем. Реално сега, пред неколку години, мислам дека пред 5 години, кажа од самата држава дека ќе има вработување, но ево 5 години нема вработување. Моментално земаме многу мала сума на пари, околу 7400 денари. Така е целата, што тие пари каснат. Значи, каснат тие пари, ево сега каснат за стартот на самата школска година, тие пари пак каснат.
Од лани, од мартот, не сме ги добиле парите. Ние сме, како и да сме борбени, ќе си одиме до крај за тие пари. Не ни е толку за парите, туку ни е повеќе за принцип. Тоа што е наше, ќе си дојде, ради тоа што ние во тој целиот систем сме и педагози, и наставници, и дефектолози. Ние сме се, реално не е лесно да си асистент, затоа што во книга пишува дека е друго, а во тој реален свет е друго. Плюс ние немаме ни соби каде што би направиле нешто плюс, од тие пари трошиме за плюс материјали. Нема некој родител да ти додаде плюс на таа сума и реално е малце греота плюс да бара, затоа што самиот родител детето ќе го носи на логопед и на дефектолог, плюс ти да бараш пари, плюс на тие од општина, малку не е фер. И реално тешко е и за родителите, затоа што секоја година бараат нов асистент, затоа што реално му се менува, затоа што асистентите во принцип ќе си најдат работа што си му е по струка. Сега јас слушнав дека за да си асистент можеш и да си на физика и од хемија реално, но да имаш само педагошки предмет. Да имаш слушано. Јас реално сум многу против тоа, пошто не е целиот муабет само да најдам асистенти да го чува детето додека е на чаша, зашто тоа е цел процес. Треба да му помогнеш, треба да ги адаптираш материјалите. Реално јас сум малце разочарана од дефектолозите во тие редовни школи. Дали ради тоа што немаме доволно предмети и не сме и малце талкаме во таа редовна настава, па немаме ниту материјали, ниту се трудат да ти направат посебен програм. Мене не ми е должност јас да го правам тој посебен програм, а најчесто го правам. Ради тоа што нема кој да го прави, детето реално ќе добие уште толку лутина ако го терам да го учи тоа што треба да го учат и другите деца. Јас не правам тука муабет за тешки случаи. Јас правам муабет за секој детенце што има потешкотија. Дали е во читање, во пишување, дали е од спектарот, дали е со некој синдром. Реално мора да се направи пред почеток на учебна година, да се има образовен план и материјали. Наставниците не ги кривам воопшто ради тоа што наставниците не знаат како, стварно не знаат како. Реално, извини ќе те прекинам малце, ќе се вратиме подосна кај наставниците за задржи ја мислата. Сакам малце сега да продолжам дискусијата со Зоран Мијалков. Зоран, Штипјанец, делот председател на Сплотени срца Сдруженијето, но татко на две деца со аутизам, ако чинам. Како е да се биде татко на деца со аутизам и да се тера низниот образовен пат во нашата држава? Еве со тоа би почнал. Тука е многу тешко. Мислам, научна фантастика да збореме дека образование добиват децата. За жал. Обично и ретко имаме да можеме да имаме како Елеонора да е клонира тупер. Затоа што повеќето асистенти, за жал, не е нивна вина. Значи, за еден обичен живот, колку толку да живеат, се нафанат да бидат асистенти, ама не се свесни што врегуват. Значи, не се свесни и најчесто се откажуваат после некое време. У суштина, од инклузија, не илузија уствари у Македонија. Единствено, ако се погодат од мајка родени стручни, како Елеонора и Јасминка, ко помагат, може да има резултати, затоа што до сега многу ретко сум запознал деца кои што стварно се инклузирани во образованието. Што значи тоа, Зора? Небе, вашите деца одат на училиште, следат ли настава, следат и паралелно третмани? Да. Значи, поголемиот син, немавме среќа со него во образованието, одеше до второ оделение, не беше прифатен од наставничката, немаше асистент. Јас и сопругата бевме асистенти. И одеше до таму што наставничката си дозволи да организира родители да се подпишуваат дека не сакаат нивните деца да учат со дете со атипичен развој. И на крајот Петар
барем полуфункционален, он свати дека не го сакаат таму. Така што образованието му се прекина на Петар. Сега оди само во центар, дневен центар за аутизам, кој што само ништо. Само е центар каде што ќе поседат некое време и ќе си дојдат дома. Значи во центар што стручно би требало да работи со нив, за жал нема работа. Што пак останува за редовните училишта. Единствено во ваква фактичка ситуација во Македонија може да бидат инклузивани деца кои што се пофункционални и имаат среќа да имаат асистенти како Елеонора. Да. Иначе другото е мака. Повеќето деца одат како да земат диплома. Родителите како да не знам, значи у суштина нема ништо. Ќе се вратам подоцна пак на вас, Зоран. Јасмина, во време на пандемијата, еве да отворам и тоа малце прашање, пандемијата, вашето здружение во соработка со Млад знак, знам дека имаше проект, односно во склоп на проектот Аутизам онлайн поддршка, еден дел го посветивте на креирање на едукативни видеа со едноставен знаковен јазик, но знам дека и постојано постирате едукативни содржини кои веројатно треба да помогне за време на пандемијата за децата со аутизам. Што значи пандемија, би рекол, ги спомнав сите овие работи и што треба да им се понуди на аутистичните деца и на типичните деца да го пребродат целиот овој проблем, а истовремено да добијат образование, нели, затоа што, нели, едукативниот процес е битен да се помине и во целиот овој период. Па вака, пандемијата како што е за сите нас стрес и за сите семејства кои што имаме и дома деца со онлайн, например јас лично, нели за сите е стрес, замислете за родителите за децата со аутизам. Значи децата со аутизам знаете дека постојано нели според нив заради нивните карактеристики влегуваат во шеми, влегуваат во ритуали, тие од еден начин на живот одеднаш ненадејно требаше да преминат во друг начин на живот. Едноставно целата рутина се смени. Кај нив кај нивните семејства. Сега на почетокот голем проблем беше да го прифатат тоа децата и семејствата. Значи семејствата сега се цело време дома заедно со децата и треба да работат со нив, а пред да работат треба да се справат со стресот. Сега мислам дека тој период на стрес голем дел од децата и семејствата некако го поминаа, се навикнавме, нели кога нешто постојано трае, веќе ние се навикнуваме што и да се случува и тука веќе доаѓа бидејќи ова трае, веќе доаѓа до површина што се случува со образованието на овие деца. На почетокот сите се занимававме со нивната состојба. Но сега веќе, бидејќи процесот трае, нели почна нова школска година, веќе мора нешто да работиме со нив. Ние како здружение имаме и се уште трае проектот, со кој што планиравме и планираме се уште да работиме на создавање на материјали кои што ќе можат токму стручните лица како Елеонора и родителите да ги користат во домот и се едноставни. Значи тоа се едноставни видеоупатства и дополнителни материјали за визуелна поддршка кои што можат да се направат и да се искористат во домот. Сега самиот тој процес на образование е многу тежок за децата, посебно за децата со попречност и децата со аутизам, и сметам дека сите оние кои што работат со нив пред се треба да се грижат за нивната состојба психичка, затоа што целиот овој процес за нив може да остави длабоки траги кои што понатаму тешко можат да се искоренат. Знаете, за сите деца е истото. Образованието можеби ќе се надокнади, но она што ќе се случува во нивниот психички развој, значи може да настанат трајни последици. Заради тоа ќе ги молам сите и родители и специјални едукатори за повеќе трпение со овие деца. Значи се што треба да правите во домот е да бидете расположени колку што можете повеќе, да бидете позитивни, зашто само на тој начин полесно ќе излезат децата од целава состојба. А образованието колку може, толку. Сега сваќам дека, нели како што напомена Елеонора, во училиштата имаат проблем. И мене ми се јавуваат голем број на наставнички, нели што да прават, како со ИОП-от, како во домот со децата, навистина тешко им е, заради тоа што од самиот почеток целиот овој процес на инклузија некако погрешно беше сватен од самиот почеток. Сметам дека нашата држава треба да работи на инклузија на овие деца во општеството, не да се фокусира на одредени сегменти каде што прави нешто, ама не се доправени работите.
Што значи тоа, еве, кога спомнавме, и ја прекина баш Елеонора кога збореше наставниците, да се надоврзам со тебе. Што значи сега со наставниците? Дали и наставниците истовремено учат што значи, нели, да има атипично дете во школа, што значи образован асистент, што значи личен асистент, како да се снајдат, се една збрка веројатно се станува на. Да, ама не, во таа збрка не се само наставниците, сите се во таа збрка. Затоа што тоа е нешто, значи науката во нашата професија се менува многу брзо. Значи нештата се случуваат многу брзо. Во светот веќе денес имате нови нешта, нови методи, нови техники, нови инструменти, нови начини, нови гледишта, а ние некако ги учевме старите, ама касниме со сите тие нови информации. И ние специјалните едукатори истовремено касниме. Значи напредокот во знаењата и во вештините зависи индивидуално од човекот. Исто така и од наставниците. Значи на родителите им е ова ново, на специјалните едукатори им е ново, на наставниците, за сите нас е ново. И ние паралелно учиме. Што не би требало да е така. Значи ако веќе знаете дека во септември во училиштето ќе се запише дете со посебни потреби, тогаш во јуни го подготвувате наставникот за сето тоа. Значи мора да се подготви наставникот, мора да се најде асистент доколку е потребен, дали личен или образовен. И тука има многу исто така, мислам дека недоразбирање на кого му треба асистент, колку му треба и како тој асистент се користи во образованието. Затоа што јас имав можност заедно со моите колеги да одиме во Велика Британија, каде што има и лични персонални асистенти и образовни асистенти. Таму секој наставник има асистент, значи секој. Во училницата никогаш не е сам. Секој има асистент. Ако има деца со попреченост, тогаш има 2 или 3 асистенти, ама образовни асистенти кои му помагаат на наставникот да планира за детето со попреченост. А личен асистент добива само она дете кое што има потешкоти да функционира самостојно во одделението. Значи кој што не може само да оди, кој што не може само да чита, најчесто се лица со деца со комбинирана попреченост и така натаму. Така да, кај нас оваа тема е многу долга, значи можеме многу да разговараме. Сакам она што го прекина преска, извини, Јасмина, ќе продолжиме пак со тебе. Она што ја прекинав Елеонора прескоку во наставниците. Како се снаоѓате еве со наставниците? Има ли разбирање што е мојата обврска, што е вашата, што треба јас да правам сега моментално на часот, што вие? Реално и малце да ми кажеш исто и тоа и да ми кажеш зашто еве јавноста не знае што е образовен асистент и што е личен асистент. Треба ли има разлика, дистинкција меѓу нив, нели? Треба да има, да, ама кај нас нема реално, пошто кај нас не се ни делат, затоа што прво, ја ги разбирам и на наставниците, ти имаат во клас 27 деца. И таа треба од тие 27 деца да одвои барем 10 минути за тоа детенце. Ама во случајов, од тие 27 деца, секој дете си е различно функционира и немаат време некако наставниците, плюс не знаат како наставниците. И реално ние сме наставниците. Некако јас кога работев лани во школа, нема фидбек од тој што ми беше наставник, затоа што се воде од тоа ти си дефектолог, ти го правиш ова, да, ја не сум дефектолог таму, јас сум дефектолог надвор од школата, тука сум само асистент. Сега, која е целата разлика помеѓу тој личен, да му помогна при физиолошки потреби, да му помога при надвор ако треба да оди за некоја пречка, дали треба да на физичко такви работи, а да образоване во самиот процес, односно јас припремам материјали за наставникот да може да му го предаде тоа на самото дете. Или јас му помагам на наставникот при самиот процес. Кај нас целата реалност е сосема друга, кај нас исто дали си образовен или си личен, затоа што твојата реална обврска е многу голема. Стварно е многу голема. Ние сме реално све сме ние. Затоа што прво влегуваш во школа, наставниците име како сеено има малце, реално се јас зборувам од тоа што јас го имам видено, имам слушано и некои што стварно се трудат. Моментално имам детенце што има проблеми при читање и пишење. Кај него ми се јавува проблем што немаме друга пречка кај него, а не па со детенце што има комбинирани пречки. Како некој синдром, да е дел од спектарот, значи не знаат како да се справат. Не знаат како да се справа наставниците. Пример, кога ќе добие дете напад и тогаш не знае како да се справа, мене ми се случувало да ја добијам од детето напад, се реално беше
големо детенце, па ми требаше помош да се справам за тие напади. Наставничката ништо, да си помини и тоа е тоа. Сега, јас не ги кривам нив до негде затоа што стварно не се спремни наставниците. Тие одат на некаков вид на обуки, што тие траат по 1 час, а ние сме учеле 4 години, пак не сме стекнале доволно знаење, па реално не можеш во 1 час ти да стекнеш целосно знаење за како да работиш со детенце со посебни потреби. Од било кој спектар правам ова. Да. Се одразили сега ова уште повеќе за време на пандемијата? Претпоставувам дека уште колку се отежна некои работи. Па да, ради тоа што ево ние не бевме платени, ама ние пак спремавме материјали, наставниците некако како да ги трнаат тие дечиња од тој си стемц, а не знам дали тоа беше на свесно или на несвесно ниво или очекуваа дека ние сме тука па ние ќе правиме се. Ама ево пак поминаа тие 5 месеци кога децата беа друга, пак ќе речем ајде на почетокот криза не бевме свесни што ќе се случува. Ево сега сме свесни сме што треба да правиме, ама пак талкаме. Пак сме на исто ниво. Мислам, нели прво Мила Царовска кажа дека децата можат да одат до 9-то со посебни потреби во училиште, ама на крај кажа дека тоа не важи за децата со посебни потреби што се во редовни школи, само за посебните школи важи. Сега реално јас сум ако ме прашува некој, јас сум за секој дете да оди на школа. Пошто се тоа е реално пак битна е таа комуникација. Јас не викам дека е битно да научи букви и бројки, колку што е битно тоа реално станува, прави некој вид на да кажам го формира денот. Што треба да правам јас во текот на денот и тоа е вид на вештина. Не се само тие, да кажам, академски потреби како тие се и тоа е тоа. Реално тоа, самото што треба да оди во школа, тоа е учење на нова вештина. Да. И јас само да те прашам што вас спомна дека сега моментално зависите нели од UNDP, од општините договорите што идат преку. Дали треба државата да има можеби посебни буџетски средства за образовните и личните асистенти или посебен државен механизам, а да не се зависи само од фондации и донатори? Па реално во закон е ставен дека мора секоја школа според член, мислам дека не знам кој член беше, дека треба да се има во секоја школа преку буџет на РМ да се има асистент. Тој закон е стапен на сила од пред поодамна и реално штом закон е стапен на сила, односно не е стапен, туку е ставен на папир и е ставен во јавност. Штом е тој закон ставен во јавност, мора да стапи на сила. Кај нас, реално ние баравме тој како закон да стапи во сила уште сега во септември, за да родителите немаат потреба да бара нов асистент, ама ние немавме никаков одговор од МОН. Не ни вратија ни на тоа барање, им кажевме дека ќе ги тужиме за тоа што се сплушнавме со председател на држава, со десната рака на председателот на држава и самите тие кажаа дека можеме слободно да ги тужиме, што закон е ставен на папир, а не е стапен на сила, тоа мора да се реализира во сила. Што ќе се случува, не знам, само знам дека тие личните ќе одат под труд и социјала, а другите ќе одат под Министерство за образование и наука. Па се што ќе биде. Да. Малку се дојдеме пак на Зоран, фала ти Елеонора. Пак на Зоран, во еден разговор сакам да поврземе нешто што ми го кажавте претходно со образовните текови сега што ги спомнуваме. Во еден наш разговор споменавте дека имате некоја средба во врска со рехабилитацијски центри. Еве малце јавноста не им е јасна што значат рехабилитацијски центри и можат ли тие да одат рака под рака со образованието на атипичните деца и ученици. Како би оделе се? Реалноста всушност е дека нискофункционалните, па дури и горем дел од среднофункционални деца не можат да средат редовна настава. Значи не можат, само се присутни во одделението и толку. Затоа што, еве, например, да земеме деца со аутизам, кои што се невербални, значи само седи на часот. Во суштина ништо не се случува. Ко седи колку може да седи, ако го однесат до логопед,
Ало, и го слушаме? носат дом. Сега се слушам. Тоа е всушност умење на инклузија на овие деца. Токму поради тоа треба да има рехабилитацијски центри, каде што тие деца ќе стекнат знаење за тоа како да живеат. Значи, Оно што го спомна претходно Елеонора и Јасмина, мислам го спомина многу пат, дека е битно вештините да ги вештините, да. Нивните потенцијали на крај. Да, затоа што џабе и универзитетска диплома да му дадеш на дете, ако оно не знае само, не може да се научи само да оди во WC. Значи, основните вештини, како да го свати денот, од станување до регнување. Значи, по-нефункционалните деца не можат ни да го сватат тоа како оди. Па тука настануваат тантруми, значи не знаат што со себе. Наставниците, за жал, не се обучени, не знаат како со овие деца. И буквално децата се оставени сами, асистентите се оставени сами на себе, имаме закон на хартија, се повеќе се разочаруваат, од нив напуштаат и се сведуваме на тоа, ако сакаш детето да ти оди на училиште. Укочи пак нешто, Зоран, не слушаш? Да гушиш дека сега. За да земе диплома. А таа диплома ништо и не значи за овие деца, ако они не можат барем полусамостојно да се обучат да живеат. Затоа ние сакаме да има рехабилитацијски центри, каде што максимумот на секое дете ќе биде употребен. Значи, таму ќе се учат децата како да го живеат животот, барем полусамостојно после смртта на родителите. Да. Кога збориме, фала ти, Зоран, ќе се вратиме пак на тебе после. Јасмина ми кажа, и Зоран, сакам да се надоврзам на Зоран, оно што спомена закон на хартија. Вие учествувате во повеќе проекти, знам дека имавте еден меѓу Македонија, Полска и Хрватска земји кои се на различно ниво во однос на специјалните едукатори, нели? Рековте во сите овие земји одат различни струи, ви рекол, нели? Затоа што не може би доволно само да се преслика нешто од други земји, треба да се внимава, нели, на менталитет, можности, услови во Македонија. И сите овие искуства, овие години, што може да каде, какви законски измени може би се потребни за Македонија да добие вистинската инклузија и образованието на децата со нетипичен развој? Па можеме од секаде да земеме по нешто, ако ништо друго. Значи, ние вака кога патуваме во рамките на нашите проекти, секогаш кога ќе се вратиме дома, барем запишуваме што е тоа што може да го смениме, а нема да го засегне никого, ниту пак да чини средства. И има такви работи. Например, едноставни измени. Сега според новиот закон, нели, училиштата, посебните училишта ќе бидат ресурсни центри кои што ќе нудат, нели, услуги на редовните училишта, но например еве во Хрватска образовните асистенти се вработени преку Центар за аутизам Загреб, например. А Центар за аутизам Загреб е училиште кое што има посебно училиште, кое што има градинка, основно училиште, значи специјално, има средно училиште, нели, работно способување, и сите асистенти на ниво на Загреб се вработени во училиштето. Значи, они имаат огромен број на вработени. Важно е за такво нешто за асистентите, затоа што тие треба да припаѓаат некаде со кого што ќе се консултираат во некоја средина на колеги. Вака, дури кога ќе се вработат дефектолозите, специјалните едукатори во училиштата, многу често, најчесто се без искуство, нели, млади, меѓутоа многу често влегуваат некаде каде што им се даваат и работи да ги работат, кои што не треба да ги работат, меѓутоа ги работат заради тоа што се во училиштето примени како стручен тим. Значи, потребно е да има, например, вработување на асистенти, ако веќе се праќаат во редовните училишта, да тие да припаѓаат некаде. Да припаѓаат или да се праќаат поискусни, а помладите да стекнуваат искуства, да бидат, нели, посамоуверени во својата работа, точно да знаат што прават и да одат во праксата. Тоа е едно, например, ама во Велика Британија, например, се уште постојат посебни училишта и постојано се отвараат нови. Значи, овој процес на инклузија кој што ние го правиме сега, таму се случува пред 20 години, меѓутоа сите нешта се вратиле назад веќе. Заради тоа што сватиле дека на децата токму тоа што го кажам Јалков, им е потребно оспособување во животот.
И не можете тоа да го правите во рехабилитацијен самостојни да ставаш, што можно и повеќе самостојни Ама граѓани. тоа не можете да го правите кога ќе наполнат 15 години, ако претходно ништо не работите со нив, ако развивате предизвикувачко однесување, ако децата поставувано и така натаму. Значи, од самиот старт таму, например, ако оди детето во посебно училиште, оди од 4 години, Да. интензивно се работи и завршува и средно образование. Значи, и работно се оспособува и се вработува. 2/3 од сите деца со попреченост се вработени. Не се вработени и на терет на државата се само оние кои што навистина не можат да работат, неподвижни, со тешки комбинирани попречености и така натаму. Значи, нештата може да функционираат, само треба добар план, значи добро да знаеме што правиме, кој што прави, кога и како, и треба да има евалуација, евиденција и евалуација на сите тоа. Сега со коронава, со целава оваа состојба, некако сите работи што беа под тепих излегува на површина и сега сите треба да ги ставиме на хартија, сите ги евидентираме, сите ги гледаме. Претходно не се гледаа нештата, меѓутоа сега Кога спомна само евиденција да прашам, што се случува со тој фамозен, би рекол, регистар што со години се споменува, нели, одамна, но што би добиле со тој регистар на да би рекол на атипични деца, на посебно на деца со аутизам, веројатно од него ќе произлезат посебни анализи, посебни потреби, оного колку им е потребно нели на школите, на родителите, на наставниците, бројки кои што може да се води целиот образовен процес. Без регистар ние немаме ништо, заради тоа што ние не знаеме што за 10 години. Сега ние во моментов не знаеме колку деца со попреченост има во училиштата. Нели, на хартија можеби знаеме некоја бројка, меѓутоа таа не е реална. Значи ние не знаеме колку од тие деца за 10 години ќе имаат потреба за грижа од страна на државата. Какви центри? Значи ние планираме центри да отвараме, за кој капацитет? Значи не можем. Америка има 100 годишен план. Значи големите држави планираат се и се што. Ние не можеме некоја работа која што е основна. Например, не можете ништо да правите со лицата со попреченост ако немате бројка. Вие ќе земете некој проект и веќе ќе работите, ама тогаш ќе научите колку има во моментот. Ние сме работеле, например, и со едукација на родители, па сме ги барале по Facebook и по секаде, па така правиме некои групи, некоја бројка на родители. Ние не знаеме колку има. И да сакате на некого да му помогнете, не знаете на кого и колку ви е потребно. Така да регистар мора да постои. Елеонора ми кажа дека ти за 5-6 минути више ќе мораш да идеш. Би заокружил тука, знам дека можеме да зборуваме ние уште со сати на темата. Би заокружил со тебе на крајот. Еве, би рекол, што е потребно сега освен законски решенија, оно што ги спомнавме, законски решенија, нели дистинкција, образовен личен, нели разбирање со наставниците повеќе, што е потребно за да дојдеме чекор напред во така наречената инклузија, за да може да и да надпредуваат и самите кадри и самите образовни лични асистенти, дефектолози, родители и така натаму, но и самите деца во целиот овој процес да може едукација да имаат соодветна и развој. Потребно е реално прво кога се прави некој проект да се прашуваат стручни лица. Без стручни лица, без разлика дали ќе се дефектолози, психолози, педагози, луѓе што работат со деца. Затоа што јас не можам да се мешам во медицината што не сум доктор. Разбирате? Кога правиме проект, мора консултација со стручни лица. Дали ќе е факултетот, дали ќе се некој вид како кај Јасмина. Мора консултација со стручни лица. И во секој град да е како Скопје. Затоа што јас сум од Струга, во Струга ова што се случи во Скопје го нема. Како што се случува во Скопје, да се случува и во помалите градови, за да се офати целото население. И за да децата се еднакви во секој град и пред законот. Да, и тој дете што може да го добие во Скопје, да го добие и таму, нели? И друга, да. Апсолутно. Фала ти многу. Зоран, на крајот би те прашал, ти повеќе пати спомнуваш во нашите разговори што ќе биде со децата после нас. Нели, како да се осигуруваме дека ќе бидат сигурни етнината ќе им биде и образованието за децата и со аутизам и за сите со атипичен развој. Нели, како да им дадеме и нив крилја и нас да си даеме, а не да си одземаме крилја, нели, во целиот овој процес. Тоа е во некои земји е решено со закон. Е решено. Например, еве, со години тоа го баваме на политичарите. Например,
имам фамилии како мојата што немаме типично дете. Пример. Обично нери фамилии кои што имаат едно типично се надеваат дека типичното ќе го чува атипичното. Ама во многу случаи не е така, за жал. И сега ние тражиме во закон да влезе што со нашите имоти и се тоа што имаме после нас. Значи треба државата да гарантира дека тоа ќе биде искористено за нашите деца. Моментално тоа го нема. Имаме случаи, јас имав случај на родител кој што многу бевме блиски, родителот почина, роднините си го подарија станот, детето е по институциите. За жал, јас сакав да го посвојам тоа дете, не ми дозволија, бидејќи само јас работам, мојата сопруга не. Значи, во суштина, не знам, им кажувам на родителите дека мора да ги притиснеме, затоа што сме огромна бројка, мора да се донесат закони и нема што да измислуваме топла вода. Како што каже Јасмина, во други земји барем да препишеме нешто. Ако не можат веќе да смислат и не ги интересира да ги плашат стручњаците како Јасмина или нас родителите, значи барем да препишат. Затоа што тоа функционира во некои земји. Сега, моментално најдобриот совет што можем да го дадам на родителите, моментално и како што гледам како се развиваат работите, ако сакаат да си ги осигуруваат своите деца, да се одселат од Македонија во некоја понормална земја. Ти благодарам. Малце сега да се вратам пак на Јасмина. За крајот, вие често зборевте за потенцијалите на типичните деца. Како образованието да се фокусира на потенцијалите, а не на нивната попреченост, нели? И за да може да да бутка напред работата и нели за да не дојдеме ситуација како што збори Зоран, сите да се одселуваат за да може да го добијат тоа. А тоа е исто како и што образованието треба да насочи кон потенцијалите на сите деца, нели во држава, и талентираните треба да им се гледаат потенцијалите. Сега кај децата со попреченост, значи мора да има точна проценка на способностите, точно да се знае кои се способностите на детето, а не попреченостите, и тие да се искористат во рамките на образованието. Ако детето има афинитети повеќе, например, за математички вештини, ќе работи повеќе математички. Ако има повеќе за јазици, тогаш ќе работи за јазици. Има деца кои што перфектно функционираат на компјутер. Многу често ја слушам совети дека треба компјутерот да се одземе. Например, тоа според мене не е вред, доколку детето тоа му е единствената јака страна, единственото нешто кое што многу добро го знае, тогаш таа треба да се развива во едукативни цели, не да му се даде да гледа постојано видеа и игрици. Туку ако има таков афинитет, тогаш ќе го развиваме кон дизајнирање, значи знам деца кои што прекрасно цртаат, кои што можеби утре ќе се занимаваат со таа професија. Ако децата сакаат премногу животни, тогаш ќе се насочат кон учење на природни науки, можеби утре ќе работат со животни, ќе дресираат кучиња, можеби ќе работат во имаме голем број на кампови за заштита на животните и така натаму. Значи се што има афинитет, како и кај секој од нас си бира своја професија во која што подоцна ќе ужива до крајот на животот, ќе сака да ја работи, така и кај овие деца може да се најде кој е нивната јака страна, кој е нивниот потенцијал и да се развива, и тој ќе им овозможи самостоен живот понатаму. Значи доколку сакаат, има деца например сакаат производи во маркетинг, ги знаат имињата на производите, зошто тој утре да не му се развива таа вештина и да не работи во маркетинг, да ги реди производите и така натаму. Значи во таа насока зборувам. И затоа за таква едукација тешко може да се постигне во редовните училишта, во ваква инклузија во каква што се наоѓаме во моментот. Затоа што нашето образование е сведено на знаења, а не на вештини. Целата филозофија, според мене, во оваа пандемија дури не научи повеќе дека образованието треба да биде насочено кон овие деца кон зачувување на психичката состојба, да бидат во добра состојба и да се развиваат нивните вештини.
за да можат да функционираат самостојно. Доколку психички вие ги внесете во нека депресија, доколку развиете некој однесување кое што е непожелно, во иднина тоа многу ќе се одрази. Дури да има способности детето, нема да може да ги нели да додаде до израз заради тоа што нема да се чувствува убаво. Тоа е исто како и сите ние. Значи треба да си гледаме од наш аспект. Ако ние децата или себе си се негуваме да бидеме со добро психичко здравје, утре ќе функционираме, ќе можеме да учиме, да се адаптираме, да се развиваме, да бидеме среќни. И целата работа е и овие деца да бидат среќни, како и сите ние. Нели? А образование Веројатно само да допрашам, веројатно ова повлекува понатаму кој што кажат, нели да им се даде можност, потенцијали отворање на сосема нови и економски, образовни и културни гранки кои што може ќе ги привлечат и ќе ги земат со не нови, не отварање нови. Туку јас секогаш сум против тоа да се отвори нешто ново. Добро. Треба моменталната состојба каква што е, таа да се развива, не нови гранки, значи туку ако детето има способност да работи на пример во ресторан, постоечките ресторани да го вработат, како што постојат такви примери, нели? Значи треба едукација и на бизнис секторот и понатаму на сите. Добро, и на пример има и кафичи и ресторани кои што се отвараат посебно сега за глуви лица, за лица со попречено, знаеш, и функционираат, видовме дека функционираат ќе. Да, па тоа е подигнување на свеста на бизнис секторот. Едноставно зошто на пример би работиле лице со попречено, затоа што тој ќе биде, значи тој ќе биде многу добар работник во суштина. Заради тоа што децава со попреченост, на пример, ако единствената јака страна му е љубовта кон животните, тогаш ќе се вработи во нека одгледувачница на пример на кучиња. На тоа работно место може да се вработи било кој. Меѓутоа на детето со аутизам или лицето со аутизам, тоа ќе му биде единствената можност да работи, зошто да не би се вработил, нели? Значи целата работа е во менување на свеста на сите нас, општо во општеството, па и до бизнис секторот. Зошто би вработили и така на. Но за да стигне до вработување, треба многу да се работи со овие деца. Од самиот почеток кажав, многу да се внимава на нивното однесување, на психичката состојба на детето, а и на развој на вештините. Затоа што ако вие развиете депресија, ако развиете негативно однесување, значи предизвикувачко и така натаму, тогаш тешко тоа дете дека ќе може да биде образовано и така натаму, како и сите други деца. И ако имате дете со типичен развој, ако вие му правите притисок од најмала возраст, можете да го, и колку да е талентирано или интелигентно, понатаму може и да не заврши факултет, нели? Го знаеме. Така да благодарам многу и на двајцата, може на темата уште многу да збориме. Благодарам Зоран, благодарам Јасмина, Елеонора за жал мораше да оди више порано се исклучи написот. Ќе зборуваме пак на темата, ќе се дружиме и уживо и онлайн, се надам поише уживо него онлайн да се дружиме колку побрзо за заврши пандемија, или подобро и за нас и за самите ученици и деца на крај крајава, за да може да продолжат со образованието и развојот. Благодарам Бојан, секогаш што си во нели во нештава некако ги движиш, така да продолжи така. Ќе продолжиме да контактираме понатаму. Благодарам на сите што не гледаат и следете понатаму радио. Поздрав.